Овака, да, може би вие сте го сватиле така тоа зголемувањето што сум рекол неосновано, може би така сум кажал, извинете. Сакав да кажам дека зголемување само на минимална плата ни прави дисбаланс во работните односи секаде во предпријатијата. Вие преку тие ваши, како се викаат, разни методологии кои што ги воведовте на пресметки на плати и разни договори, без при тоа да подпишете колективни договори, направивте таков дисбаланс што претходно најмалку сложеното работно место доби поголема плата од оние кои што имаат поголема сложеност на работа. И сега треба да се доплаќаат овие за да дојдат до таа минимална плата. Таков дисбаланс направивте, наместо да имаше скалесто покачување на платите, како основна компонента на пресметка на плата да се зема минималната плата и наместо УМВР да биде 14-15 илјади, основната компонента, наместо да беше основната компонента висината на минималната плата, која што сега е 22.500 или како и да е, платите ќе си одеа скалесто и сите ќе си беа задоволни. Вие сакајки да го привлечете оној електорат кој што имаше ниски примања, ги разочаравте овие кои што има повисоки примања и поголема сложеност при работа. И направивте таков дисбаланс кој што сега и до ден денес не можеме да го исправиме. За тоа зборуваме, почитуван колега. Ова сега што викате, аман немој, само да се докажам, извинете. Ова сега што викате, аман немој да го правите, го правиме баш поради тоа. Затоа што никого не сакам да потценам, некој кој што со крпа брише масичка, не може да зима повеќе плата од некој кој што работи у канализација. Благодарам.